Pred pametnikot Vodebarca, koji što ja simbolizira narodno-osloboditeljna borba, ne samo vo Ohridsko, tuku reči si vo cela Zapadna Makedonija. Na ovoj sobir go slavime 4. juli, den na Borecot, den na rađanjeto na narodno-osloboditeljna borba i na socijalističkata revolucija na jugoslovenskite narodi i narodnosti. Sami od čin, donesuvanje na odlukata za voražena borba protiv okupatorite i domašnite izdajnici, izraz ne samo na hrabrosta i odlučnosta na komunističkata partija na Jugoslavija i na drugaro Tito, na nivnata dlaboka vkorenetost vo zemljite i narodite vo Jugoslavija i na čuvstvo na odgovornost za nivnata sudbina, na nivnata spremnost za borba i za žrtvivo taja borba, tuku isto taka i na dlabokata obosnovanost i zrelost, ispravnost i opravdanost na ocenkite i analizite koji dojdoa na site okolnosti, na odnosite na silite i za drugite rešavački faktori koji dojdoa ili naskoro ke dojda do izraz, kako i za vistinskiot internacionalizam so koji partijata beše proniknata. Treba da se ima vo predvid vremето на тая odluka. Gotovo cela Evropa već stenkaše pod čizmata na germanskite osvojuvači. Monarho-fašistička Jugoslavija samo za 10 dena kapitulira. Nejizinata vojska, državni i politički ustanovi uništeni. Zemljata beše raspokинata помеѓу germanskite, talijanskite, ungarskite i bugarskite fašistički okupatori. Otpočna vojna protiv Sovjetskijot sojuz i samo za kratko vreme germanskite osvojuvački hordi vo širok front laboko nadira ova zemlja. Kakva beše toa sila što gi podigna na noze rabotnicite, selanite, česната inteligencija, mladinata i ženite, ogromnite delovi na site narodi i narodnosti na Jugoslavija i vo nijedan moment i pokraj ogromnite čovečki i materijalni žrtvi ništo da ne gi pokoleba. Тоа беше нивната неуништива тежња за слобода. Увереност дека само со борба може да се попречат злочинечките планови на окупаторите, но и доверба во Комунистичката партија на Југославија на чело со другарот Тито, во нејзината раководна улога, во нејзините непосредни цели на борбата, ослободување на земјата, создавање на општество, во кое ќе се изградува политичка, социјална и економска слобода за работните луѓе и заедница на слободни и рамноправни народи и народности. Од јасната и од сите прифатена политичка линија и акција на Комунистичката партија на Југославија, од нејзината јасна концепција за утрешната заедница на народите и народностите, резултираше и идејната цврстина и големото единство во борбата и одлучната решеност за изградба и понатамошно јакнење на братството и единството на слободните и рамноправни народи и народности на Југославија. Македонскиот народ и народностите, комунистите на Македонија, имаа таа несреќа што во тоа време на чело на партиското раководство се наоѓаше група која не ги спроведуваше одлуките на 4. јули, која под влијанието на Бугарската работничка партија комунисти ја одвои партиската организација во Македонија од Комунистичката партија на Југославија. Екзистенцијата на македонскиот народ беше доведена пред најголема опасност. Акцијата на Шаторов и на неговите надворешни поддржници ќе значеше помирување и прифаќање на бугарската окупација и одвојување на македонскиот народ и народностите од судбинската поврзаност со останатите југословенски народи и народности, што би имало катастрофални последици за развојот на нивната народно-ослободителна борба и за односите во овој дел од светот. Иако оваа разбијачка акција немаше поддршка во огромното мнозинство на комунистите и беше брго спречена со енергичната интервенција на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и другарот Тито и на Комунистичката интернационала, штетното влијание на Бугарската работничка партија комунисти се осеќаше и кон крајот на 1941 и во првите месеци на 1942 година, кога со одлучниот отпор на партискиот актив беше конечно сузбиено и со тоа отворени широки можности за непречено спроведување
на линијата на Комунистичката партија на Југославија за вооружена борба. Обезбедувајќи постојанен континуитет во 1942 година, ослободителната борба во Македонија во 1943 преку создавање на нови партизански одреди и други органи на народно-ослободителната борба и на политичкото единство на македонскиот народ и на народностите, скоро во сите делови на територијата поприми карактеристики на општонародно востание. Западна Македонија, од Тетово до Преспа, од Дебар до Кичево, цело подрачје на Дебарца, Копачка и Малесија, бележат настани од огромно значење за борбата. Создавање на Комунистичка партија на Македонија и избор на нејзин прв централен комитет во март 1943 година, преспанско советување на ЦК-КПМ, создавање на нови партизански одреди и први батальони, како јадра на покрупни единици на Народно-ослободителната војска на Македонија, создавање на првата македонско-косовска Народно-ослободителна ударна бригада во Сливово во ноември таа година. Пламенот на борбата ја зафати цела Македонија. Во катодневните акции нашите вооружени одреди му нанесува на окупаторите тешки удари по комуникациите и на ратната техника, како и на неговата жива сила. Во резултат на тие борби, создадени се неколку пространи и слободни територии, ослободени се Кичево и Дебар, и целиот регион на Дебарца, која се организира и долго време екзистира како цврста партизанска слободна територија. Дебарца станува една од најсилните упоришта на Народно-ослободителната борба на Македонија. Во неа престојуваше и делува Централниот комитет на КПМ, главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, делегатот на Врховниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија. Во есента 1943 година овде е издаден познатиот манифест на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија. Територијата на Дебарца беше претворена во цврста база на Народно-ослободителната борба, во снажен резервоар на нови борци. Во сите населби дејствуваа Народно-ослободителни одбори, како и околиски Народно-ослободителен одбор, кои успешно вршеа снабдевање на нашите единици со храна и други потреби. Во низа села беа отворени основни училишта во кои се изведуваше наставата. Другари и другарки, денешниот 4 јули го славиме во знак на 30 годишниот јубилеј на Сутјеска, на една од најславните битки на Народно-ослободителната борба и социјалистичката револуција на југословенските народи и народности. Широки простори за идејно-политичка акција се отворени со воведувањето на новите уставни промени, кои што ќе представуваат основа и заштита на квалитетно нови или далеку поразвиени социјалистички односи во нашето општество. Ке треба упорна и систематска работа, тие да станат познати и за најширок круг на нашите граѓани, но ќе биде нужно и упорна и систематска работа, тие да станат основа за самоуправно однесување врз самостојни акти во организациите на Сдружениот труд, во статутите на општините, местните и интересните заедници и така натаму. Не треба да се има илузија дека доследното оживотворување на новите уставни одредби и катадневната примена во бројните конкретности во сите ќелии на самоуправното социјалистичко општество ќе оди лесно и без отпори на технократски елементи и други видови монополи и противници на самоуправувањето. Да спомнам само колку се големи можностите за развој на облиците на самоуправната социјалистичка интеграција врз амандмански, односно уставни начела и помеѓу организациите на Сдружениот труд, во кои при запазување на полна самоуправна самостојност може да се развиваат разновидни, взаемно корисни деловни облици на здружување и соработка, и помеѓу општините, со што може да се разрешаваат поквалитетно и порационално разновидни општествени и стопански проблеми. И на крајот, огромна идејно-политичка основа за акција пружаат платформите за постојните конгреси на СКЈ и СКМ. Платформите не треба да се разберат само како подлога
за изработка на конгресните документи, врз кои ќе се остварува акцијата на комунистите и организациите на Сојузот на комунистите след конгресите, туку преди се како основа и поттик за конкретна акција денес, во времето до конгресите. Многу од проблемите и слабостите со кои е бремена материјалната репродукција и стопанството воопшто, мора да се разрешуваат и во текот на подготовките на конгресите, како што е сосема евидентно дека Сојузот на комунистите не смее да ги занемари редица прашања и проблеми кои никнуваат во развојот и реализацијата на социјалистичките самоуправни продукцијни односи. Исто така е повеќе од неопходно да се платформите за идните конгреси што се однесуваат на Сојузот, на потребата од јакнењето на класната суштина и на општествената улога на Сојузот на комунистите, разбере како тековен, катадневен задаток на сите комунисти, на организациите и на раководството на Сојузот. Резултатите кои ќе се постигнат до одржувањето на конгресите треба да бидат мерило за партијноста и одговорноста на секој комунист, на секоја организација и раководство на Сојузот на комунистите. Идејата за вакви средби на редените воени старешини на Југославија, и тоа пред се на младите, се создаде спонтано, како незапилив израз на чувствата и желбите за поцелосно меѓусобно запознавање, за размена на искуствата од напорите во способувањето, за да се биде подготвен да се брани татковината ако затреба, за размена на искуствата од учеството и придонесот во борбата за изградба на самоуправното социјалистичко општество, која Сојузот на комунистите, заедно со сите други општествени сили, секидневно ја води и која по писмото на другарот Тито и извршното биро поприма најконкретни облици во совладувањето на отпорите на сите оние кои го попречуваат нашиот развиток. Тоа е гаранција дека победоносниот од на нашата голема револуција целосно ќе ги оствари со ништата на стотиците илјади паднати, ќе ги оствари надежите на генерациите за општество, во кое производителот ќе има решавачки збор во градењето на својот живот и својата иднина. На својот пат кон Белчишта нашите другари резени старешини беа гости во 14 градови во Македонија. Верувам дека сега уште подобро ја познаваат нашата република. Niko neće sutra, kada nestane nas boraca iz rata, imati neposredniji interes i veću društvenu obavezu da borbene tradicije i iskustva oružane borbe iz naše oružane revolucije prenosi na mlade generacije. Za takvu funkciju i moralnu političku obavezu naš Savez rezervnih vojnih starešina se priprema i mora se pripremati pored ostalog i kroz ovakve akcije kakvi su ovi susreti. Zbog svega toga, ovakvi i slični oblici aktivnosti Saveza rezervnih vojnih starešina Jugoslavije zaslužuju punu podršku i neophodno je da se dalje sprovode i sadržajno obogaćuju. Mi pripadamo zemlji i društvu koje mora neprekidno voditi računa o svom unutrašnjem jedinstvu i snazi, koje mora neprekidno gajiti, razvijati i jačati temeljne vrednosti stvorene u revoluciji i na kojima se to društvo gradilo i gradi. Boreći se za svoju nezavisnost i ravnopravnost u međunarodnoj zajednici, materijalni rast cijele zemlje, bolji život svih radnih ljudi, sve demokratičnije društvene odnose i sve humanije odnose među ljudima, moramo istovremeno i neprekidno raditi na zaštiti svega toga. I ovogodišnji naš susret nas je uvjerio u to da naš savez sve više pridaje značaj njegovanju tradicija i slavnih dana Narodno-slobodačkog rata, što se ostalog veoma mnogo doprinosi i opštim težnjama društva u učvršćivanju idejnih osnova opštenarodne odbrane. Mi smo se naime i ovom prilikom ponovo uvjerili u to da ovakve manifestacije zaista mnogo doprinose našem
međusobnom upoznavanju i zbližavanju, jačanju bratstva i jedinstva, jačanju naše odlučnosti jačanju naše odlučnosti da sa podjednakom ljubavlju branimo samoupravnu socijalističku Jugoslaviju na svim granicama zemlje od Karavanaka pa do Kajmakčalana. Samo ovo što smo za ova 2 dana vidjeli, samo ovo što smo za ova 2 dana vidjeli u Bratskoj Republici Makedoniji, a vidjeli smo samo dio onoga velikog uloga što ga je narod Makedonije unio u posljeratnoj izgradnji u opštu riznicu naše zemlje, još više je učvrstila naše uvjerenje u to da živimo u vremenu u kojem se u našem društvu vrše duboki revolucionarni